Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МHz. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата Студентски парламент. Еве зашто ќе зборуваме денеска во емисијата. На почеток да кажам дека имаме гостин во програмата, во емисијата. Но еве да кажам, како што реков, зашто ќе зборуваме или која ни е денешната тема. Во рамки на проектот Промоција на безбедна училишна средина, поддржан од Детската фондација Песталоци и Македонскиот центар за граѓанско образование, Педагошкиот факултет од Битола доби грант за спроведување на проект Наставни медиуми за развој на безбедна училишна средина. Во проектот вклучени секако професори од Педагошкиот факултет во Битола, кои одржа и своевидна обука или работилница за студентите на Педагошкиот факултет токму на оваа тема, и можеби тоа беше вистинскиот начин за да се справиме или да се справат со она што значи врсничко насилство во училиштата, тема за која што за жал се почесто се зборува. Наш соговорник или наш гостин денеска професор доктор Дејан Илиев од Педагошкиот факултет. Професоре, добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола. Ви благодарам на поканата. Веќе кажав во најавата зашто ќе зборуваме денеска. Вие заедно со ваши колеги, колешки од Педагошкиот факултет работевте и се уште ќе работите на овој проект, рековме, наставни медиуми за развој на безбедна училишна средина. Врсничкото насилство, реков веќе, за жал се повеќе се спомнува во медиумите, се повеќе се реагира на тоа и веројатно токму педагошките факултети се местата од каде што нештата треба можеби да почнат да се решаваат, настрана од она што значи родители, работа на родителите со децата, работа на училиштата со децата, но имајќи предвид дека токму од педагошкиот факултет доаѓаат наставниците кои што се директно вклучени во она што значи воспитување и образување на учениците, треба првенствено тие да знаат зашто се работи и како да се справат со она што значи врсничко насилство. Проектот, кој што веќе го споменавте, нуди една можност студентите да се запознаат, односно да откријат многу други работи кои што во секојдневието ги среќаваат, меѓутоа кога нештата ги учиш во тој неформален дел, тие некогаш може да имат и некакви празнини. До сега системското изучување на насилството, односот кон насилството, превенцијата од насилство, справувањето со последиците од насилство не беше организирано на прифатлив и општествено посакуван начин. Со самиот проект, кога ни понудија да влеземе во овој проект, како што го кажавте со наслов Промоција на безбедна училишна средина, ние бевме, да кажам, тоа за нас представуваше голем предизвик. Зошто? Затоа што ние сме свесни, како професори на педагошките факултети, дека постојат известни празнини во курикулумите на педагошките факултети во однос на застапеноста на насилството, односот на насилството и како идните наставници ќе го димензионираат однесувањето свое во текот на часот во однос на своите ученици и како кај учениците ќе развиваат вредности во однос на насилството. И токму заради тоа за секој од нас беше личен предизвик. И сите се нафативме со голем ентузијазам да ја сработиме ова работа на најдобар можен начин, на начин кој што ние добро го познаваме. Може да продолжам за да, бидејќи еден след имаат нештата. Проектот, големата слика од проектот, опфаќа повеќе сегменти. Еден од тие сегменти беше изработка на прирачник, кој што токму и така некако се викаше безбедна училишна средина во курикулумите на педагошките факултети. И тука има некако теориски и практични решенија. За тој прирачник беа избрани тројца луѓе кои што
се сметаат ете така како луѓе кои што малку повеќе ги проучуваат овие аспекти од поучувањето и учењето. Тука бевме избрани професор, јас како еден од авторите на тој прирачник за наставници. Вториот член е професорот Лузин Мехмеди, кој што е декан на Педагошкиот факултет во Тетово, и третиот член е колегата Кирил Барбареев од Педагошкиот факултет од Штип. Всушност, трите факултети заеднички се зафатија да наоѓаат решение за ова актуелна состојба во однос на курикулумите на педагошките факултети. И еве накратко ќе кажам неколку зборови за тој прирачник. Прво се мислевме зашто е намената на тој прирачник. И прво сакавме да кажеме дека доволно е само на нашите три педагошки факултети. Меѓутоа, како се развиваше идејата, како се создаваше текстот, како се развива модулите внатре, пристапите и теориски и практични, се повеќе гледавме дека би имал поширока примена тој документ, ајде да го наречеме тој прирачник, и дури не само наставниците на педагошките факултети, туку сите наставници или идни наставници на сите наставнички факултети, за да можат успешно, дури оние математика кои што ќе поучуваат или ќе предаваат народски кажано, да знаат како да ги препознаат симптомите, ајде да кажеме, на насилството во одделението. И така натаму, и така натаму. И така се создаде тој прирачник, кој го има и линкови имате, се достапни, значи слободно може да се симнат на интернет, само да се напиши името на тој прирачник, а истовремено ќе се испечатат, мислам, околу 200 примероци од истиот во однос на ова проблематика. Професоре, и на седбата со студентите што имате, кажавте дека заврсничкото насилство досега пред постоењето на овој прирачник имало само одредени сегменти кои во одредени предмети се спомнувале, барем кога се работи за врсничко насилство, што во секој случај е недоволно. Токму така. Токму така, добро забележавте дека на нашите студенти ние бевме свесни дека имаат празнина во овој дел. Меѓутоа, знаете, кога се изработува елаборат за студиска програма, често се случува некои елементи, некои сегменти од струката, од професијата да бидат или миноризирани, значи запоставени, заборавени и така натаму. Некој пат се гледаат и некои персонални решенија кога се структурира програмата, и за жал одредени аспекти од наставничката професија, односно компетенции со кои што треба да располагаат наставниците, некако се пропуштаат од вид. И заради тоа ова ни даде можност секој од нас, од наставниците, кај нас имаме 7-8 наставници кои во нивните предмети, благодарение на и на прирачникот, ако сакате, и на нивните размислувања позитивни во однос на ова насока, да извршат известни промени, дополнување на своите силабаси, на своите предметни програми во насока на справување со насилството, односно како тие би поучувале за насилство своите студенти, за студентите успешно да тоа го аплицираат со своите ученици. И тоа е една голема добра страна на цела ова приказна, и тоа ќе води веројатно при следните акредитации веќе тие овие, ако сакате, компетенции во однос на насилството, ако сакате да ги наречеме резултати од учење кои што се бараат во тој листата, програмата што се пишува, да бидат застапени и овие во однос на насилството. А кога можеме да го очекуваме тоа? При следната акредитација или? Тоа ќе биде секако при следната акредитација, меѓутоа ние веќе веднаш работиме, бидејќи тие работи поминуваат на совет како такви со одлука, и веднаш после тоа тие работи предизвикуваат наши активности со студентите, кои што пак понатаму ќе водат кон друга фаза на проектот, каде што веќе нашите студенти во една друга фаза, сега таа денес не беше спомната на работеницата, негде 20 на 25 студенти кои што ќе изразат интерес, желба, ќе добиваат дури и стипендии од проектот, за да може да ги аплицираат овие работи, дури одат на пракса. Значи тоа е голема работа и многу ретко се случува тоа, посебно на овие струки што се професии од општествените науки. И тоа е голем чекор напред. Тоа е во ова фаза од проектот сега што следува. Добро, ова што сега го кажувате е нешто што е како новина, и јас
прв пат го слушам дека може и нешто такво да се спроведе. Добивање на стипендија за она што го научиле да може да го применуваат во практичната работа. Токму така. А истовремено, видете, тука ќе имаат бенефит, корист и наставниците кои што веќе работат. Знаете, бидејќи, замислете студент кој што вака поткован со не само со прирачникот, тука и работите тука што се случуваат. Ние спомнавме дека имаме граѓанско образование, демократија и така натаму. Имаме такви ние предмети и методика за сите овие предмети. Меѓутоа тоа се уште е недоволно и сега замислете плюс по засилено со ова што сега го имаме. И замислете нашите наставници кои ќе одат на пракса кај тие тамошни наставници кои веќе работат, каков импакт ќе имат, какво влијание врз постоечките веќе наставници, ќе почнат тие веќе вработени наставници да размислуваат на начин како да го променат своето однесување во однос на насилството кога ги поучуваат децата. Тоа е тој процес кој што нели, ова е секундарната фаза, меѓутоа ние не оставаме само на тоа студентите да аплицираат таму и наставниците да видат, туку ние веќе за недела дена, за една недела од сега, ќе се објави оглас да се пријават дипломирани веќе наставници кои што завршиле, не мора само на нашиот педагошки факултет, некои со педагошката квалификација завршени, бидејќи тие го комплетирале своето образование во однос на наставничката професија и нив ќе ги вклучиме вработени наставници, невработени наставници, да можат и тие да го слушнат ова што денес го презентиравме и се работи веќе во групи, за да може да ја видат низ друга призма, низ друга перспектива ова проблематика со насилството. Значи веќе од повеќе аспекти делуваме на подобрување на ова реалност. Ќе направиме сега, професор, една музичка пауза, па ќе го продолжиме разговорот. Вие, почитувани слушатели, останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Ги криеш сите твои тајни, сепак знај, и тие имат свој почеток и крај. И денот има сонце и месечина, само стравот нема добра причина. Само љубав нарно нека е, него мисли денот ќе биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеж, дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме, дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ќе го згасне. Твои тајни сепак знај, сите радости се најстрекни во мај, и ноќта темна бара своја светлина, ко што минатото ни крои и нина. Само љубав нарно нека е, него мисли денот ќе биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеж, дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме, дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ќе го згасне. Дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол вакнеж, дај.
Јавене повторно назад во програмата на Универзитетското радио КЛО-ФМ Битола. Ве подсетуваме, следите емисијата Студентски парламент, а денеска наш гостин професор доктор Дејан Илиев од Педагошкиот факултет во Битола. Зборуваме за проектот Наставни медиуми за развој на безбедна училишна средина, кој што Педагошкиот факултет од Битола го доби како грант во рамки на проектот Промоција на безбедна училишна средина, поддржана Детската фондација Песталоци и Македонскиот центар за граѓанско образование. Професор Илиев, кажавте веќе дека на првата средба што ја имавте со студентите од Педагошкиот факултет, на која што зборувавте токму за оваа тема, го промовиравте и прирачникот кој што го изработивте вие со вашите колеги од Педагошкиот факултет во Универзитетот Гоце Делчев во Штип и од Универзитетот во Тетово. Прирачник за тоа како студентите, но и наставниците, оние кои што се веќе вработени, кои што работат со деца, почнувајќи од најмала возраст, од прво одделение па нагоре, да можат да го препознаат врсничкото насилство, да можат превентивно првенствено да делуваат, за да не ги гледаме оние несакани последици на крајот. Што се во прирачникот може да се најде? Прирачникот има еден модерен современ пристап кон ова проблематика. Зошто кажувам модерен, односно современ пристап? До сега ова проблематика се третираше традиционално, односно се базираше на тоа, на одредени ставови, на одредени погледи, на одредени чувства на населението, на децата и така натаму, и се превзема известни мерки за превенција, односно за надминување на тие состојби. Во овој прирачник се поставуваат нови основи на тоа како да се на посовремен начин, најпрво дидактички да се третираат резултатите од учење, односно целите кои што треба да се остварат на часот. Ако досега доминираше она традиционално дефинирање на целите, според потребите, според улогата на наставникот, според содржините, според улогата на ученикот и така натаму се тие 3-4, да не ве оптеретувам со тоа, и потоа се појави од некаде една таксономија, што, поимот е превземен од овие природни науки, кој што значи структурираност, подреденост на целите, една градација, една кумулација, секоја цел претходна е вклучена во следната цел и така всушност се развива детето. Така мозочето на детето се развива. Функциите, функционирањето на системот, на организмот, на човекот, така се развиваат. И тоа е природата на развојот. И сега, ние, таксономскиот пристап, кој што го воведе Блум, Бенџамин Блум, сега веќе дури правиме и ревизија на тоа нешто и воведуваме еден многу посовремен третман во однос на дефинирање на целите, односно резултатите од учење, кој што го создал, го креирал Марзано со неговите соработници, кој што веќе покрај тој когнитивен дел, што да знаеме за насилството, покрај тој афективен дел, односно како да чувствуваме насилството, како да доживуваме, како да споделуваме, како емпатија да развиваме во однос на насилството и така натаму, има и дел кој што се однесува таа друга димензија, желбата да се партиципира во учењето за насилството. И таа третата димензија која што ја оплеменува улогата всушност на наставникот и го предизвикува наставникот уште повеќе да биде активен на ова поле и на посовремен начин да пристапува во третманот на насилството. И што е уште поважно, прирачникот не завршува тука. Има практични примери, решенија за секоја од категориите на цели во таа таксономија на Марзано, како да наставникот како пример само, знаете, јас и како дидактичар и методолог и така натаму, не сум поборник на тоа да фиксно ги гледаме работи. Туку едноставно да се развиваат наставникот да биде творец на нештата. И тоа таму се така ги дефиниравме да бидат всушност само примери на начини на третирање на целите според овој колегата Марзано. Значи гледате, тоа отвара уште, дава можност за креативен пристап, значи за рушење на бариерите кога наставникот само повторува, туку еден посовремен пристап и улога на наставникот. Неколку пати кажавме дека
Врсничкото насилство е нешто за што многу често се зборува во денешно време, дали преку медиумите, социјалните мрежи, секој споделува нешто, а она што од наставниците се бара првенствено да го решат проблемот. А не сите умеат и знаат како да го направат нештото и сега ова што го кажувате дека има и конкретни примери во прирачникот како да излезат на крај со нештата, сигурно многу ќе им помогне. Примери од реалниот живот? Да, тоа се примери од реалниот живот, а токму така, видете, во училиштата веќе постојат некакви прирачници. И ние сега тие прирачници кои што се веќе одобрени од МОН, веќе сите дел од наведените елементи од тој прирачник всушност се надградуваат со ова. Знаете, не можете се, сами да ги рушите сите бариери, туку едноставно морате системски да делувате. Она што кажавте предналце во однос на тоа дека наставниците се зафаќаат со ова работа. Знаете, сите во општеството се обидуваат тоа да го решат. Меѓутоа мора системски да се работи на тоа. Што сакам да кажам? Пред година-две објавив една книга која се вика Дидактика за родители. Таа книга Дидактика за родители зафаќа и еден сегмент од ова. Можеби не е во фокусот во таа книга насилството, меѓутоа тука се доловува моментот на соработка на родителите, не сам наставникот да ги руши бариерите, односно да гради вредности во однос на насилството, туку наставникот да и го привлече родителот, да родителот ја разбере својата функција, дидактичка функција во процесот на поучување и така како партнери заедно ги решаваат сите проблеми што се соочуваат со они заедно и тогаш имаме посилна енергија и подобри решенија за ова состојба. Секако тука се и стручните служби од училиштата. Секако, се разбира, без стручните служби, значи, видете, ние имаме тука и студиска програма социјални рехабилитацијски педагози, кои што, се уште го бараат просторот под небото, како се вели тоа народски, значи едноставно системот почнува да ги препознава тие социјални рехабилитацијски педагози и тие педагози, социјални рехабилитацијски педагози, се неопходност која мора што побрзо да се случи на нашите простори во нашата држава, како што тоа е впрочем во Хрватска, во Словенија и така натаму, бидејќи токму фокусот, значи психолозите си имат своја улога, педагозите баш си имат своја улога, меѓутоа социјалните и рехабилитацијски педагози точно се за тие социјално патолошки појави кои што треба да се решаваат заеднички, меѓутоа со примерен фокус на ова струка, односно професија. Професоре, нема лошо дете. Во секое дете треба да се види светлината што ја има во тоа дете и таа светлина практично да се извади на површина. Значи, ако зборуваме за дете кое што врши насилство, па дете кое што е жртва на тоа насилство, сакам да речам дека подеднакво треба да се работи, како со едните, така и со другите. Ова прашање е многу значајно и конкретно е поврзано со наставничката професија. Сами спомнавте дека треба да се идентификуваат разликите помеѓу учениците. Јас во таа моја книга Дидактика за родители зборувам и за сличностите помеѓу учениците. Да ги знаете, и сличностите и разликите ја прават реалноста во одделението, во училиштето и така натаму. Сега, а за да се идентификуваат тие, има една нова парадигма, 10 години наназад, јас уште во мојот докторат пред 13 години работев тој аспект, а сега тој го предавам на нашиот факултет, на прв, втори, трет циклус, станува збор за истражување. Наставникот истражувач. Тоа е таа димензија без која не може ништо и во ништо да се превземи некоја дејност. Што значи тоа? Без наставникот да знае да ги испита, да ги истражи условите за учење, односите внатре во одделението, поединецот како единка, како суштество кое размислува, се развива, расте пред нас, пред нашите очи, меѓутоа и не секогаш пред нас. Има многи други влијанија надвор од училницата,
Значи, наставникот е тој кој што со истражувачките своји компетенции, тоа ние го работиме на нашиот факултет, значи да може да ги идентификува со овие сличности и разлики и потоа да излези во пресред, тоа се веќе дидактичко-методички аспекти, да може да излези во пресред на задоволување на тие индивидуални или пак заеднички карактеристики на децата. Тоа се вика индивидуализација на процесот на поучување. Кога наставникот поучува со тоа што при поучувањето кон секое дете го димензионира процесот на учење и поучување со избор на посебни методи, посебни форми на работа и така натаму и така натаму. Добро, ќе направиме сега уште една музичка пауза, па ќе го привршуваме разговорот, но ќе вклучиме и нешто друго кон крајот на оваа емисија. Останете почитувани слушатели понатаму со нас на 90,8. Професор Илиев, гостин сте во емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио КЛФМ Битола, емисија во која што можеби повеќе студентите се застапени со она што тие го работат, го практицираат на нивните факултети, но намерно е разговорот во оваа емисија затоа што
ова што го кажувате првенствено е менето за студентите, како тие понатаму на педагошкиот факултет, нели сега зборуваме, како тие понатаму оно што ќе го научат тука ќе може да го применуваат во нивните идни професии. Врзано за проектот кој што го реализирате, веќе кажавте дека ова е прва фаза, понатаму ќе следува и втора, во која што уште повеќе ќе го примените она што сте го работеле како тим, нели, на проектот, но врзано за ова што денеска се случуваше, направивте и работилници со студентите, каде што тие практично ќе можат она што го слуша на обраќањата на почеток, како понатаму ќе можат да го применуваат во пракса. Многу добро го забележавте тоа дека не само што ние сакаме студентите да научат нешто од ова работа, туку ние во ова работилница и ангажиравме студенти како обучувачи. Тоа е тој модел кој што секогаш треба да се практикува. Еве зборувам како универзитетски професори. Студентот да добие можност да ја покаже својата креативност и едноставно да покаже дека и нивните вредности заслужуваат посебно внимание. А ние во ова цела обука, значи покрај теорискиот дел, дадовме можност студентите кои имаат афинитети или досега во својот живот имаат постигнато нешто во однос на одредени дисциплини и подрачја, да покажат дека тоа го прават на најдобар начин. Така што една од нив е фокусирана на ликовниот израз, на цртежот, како цртежот ќе се користи во превенција и борба против насилството. Другата група на студенти е фокусирана на фотографијата. Како фотографијата може да се користи во превенција и така натаму на врасничкото насилство. И уште една позначена димензија, нашите помлади соработници тука, имаме една лекторка и една асистентка, пак ние ги вклучивме за говорниот израз и јазикот во борба против насилството. И гледате, така имаме од сите категории како еден стратификуван примерок на обучувачи, со кој сакаме да покажеме дека всушност наставничката професија веќе ја смени својата парадигма, односно сега се треба да се базира и да се потпира на оној кој учи. Јас ќе ви се заблагодарам сега тука за вашето гостување во програмата на Универзитетското радио Кло ФМ Битола, а секако ќе поразговараме и со самите студенти, учесници во овие три групи студенти кои што работат на одредена проблематика, да ги споделат и тие со нас нивните искуства. Ви благодарам за гостувањето во Кло ФМ Битола. Ви благодарам. Вие секогаш знаете да извадите максимум од соговорникот. Секако дека голема благодарност во име од моje име и од името на педагошкиот факултет, затоа што постојано сте овде и ги следите сите активности кои што се случуваат тука и за наше добро, меѓутоа и за добро на граѓанството, на жителите во подрачјата каде што се слуша нашето радио. Благодарам. Уметноста против насилството е една од трите групи во која што студентите работат за да се обучат или да дознаат некои методи како да се справат против насилството. Разговараме со... Здраво, јас сум Ангела Дуковска, студент на педагошкиот факултет во Битола, значи сум втора година. Денеска, по моја иницијатива и иницијатива на професорот Дејан, сум вклучена во работилницата за ликовна уметност, тоест уметноста против насилството. Зошто уметноста? Уметноста е нешто што не обкружува насекаде, значи во секојдневниот живот, буквално нашата облека, нашето секојдневие, нашиот живот се е уметност. И ние преку визуелно да представиме мораме и преку вакви ликовни креативни, да речам, работилници е убаво да го представиме насилството како нешто лошо и како нешто што треба да се спречи. Денеска ние работиме заедно со студентите преку најразлични камери и проекти и користиме акрилни бои за да на некој начин поттикнеме и да ги имаме закачено, да речам, овие камери низ сите училишта, низ простори, преку уметност, преку најразлични визуелни елементи и бои да ја стопираме, да речам, на некој начин
ова насилна постапка. Во секој случај, нешто што ќе им користи на твоите колеги, колешки, кога ќе влезат веќе во образование и ова да биде еден од начините, методите, техниките како да се превенира врсничкото насилство. Меѓутоа, понатаму можеби со самите ученици да може и преку една ваква форма да се спречи. Точно, значи визуалниот елемент ќе биде оној кој што нас ќе не поттикне да се стопираме на некој начин од лоши и негативни постапки. Како што реков, значи насекаде ја има уметноста и сите наставници можат да го користат ова. Секој може да со насоки од, да речам, ликовни уметници може со насоки да направи уште поубави дела за да бидат прикачени некаде и да се гледаат од сите, да речем, ученици и наставници. Како си задоволна од одзивот на твоите колеги? Одлично сум задоволна, не очекував и толкава бројка, но ете гледам дека се сите задоволни, дека сите се фокусирани на работата на некој начин и уживаат во уметноста и музиката. Благодарам за разговор. Благодарам вас. Во рамките на ова обука или представување на проектот и работилница за фотографијата против насилството. Разговараме со Ивана Христова, фотограф и студент на македонски јазик и книжевност на Педагошки факултет Битола. Рече и фотограф. Од кога се занимаваш со фотографија? Веќе 4-та година, каде што работам интензивно, да речем, а и во меѓувреме тоа ми е хоби. Сега, фотографијата против насилството. Како може таа да придонесе да се спречи првенствено? Нели сите сме сведоци на фотографии каде што се прикажува насилство. Колку таквата фотографија може да придонесе кон развој на ново насилство или поттикнување на насилство, а колку може да го спречи? Како според твоето искуство? Мислам дека фотографијата како вид на уметност најмногу може да го спречи, бидејќи многу од децата сега, како и основци се на школци, и самите гледаме дека многу се на интернет, значи телефоните в раце и доколку како сега има обуки, се одржуваат обуки, работилници или наставниците преку нивните Facebook профили споделат фотографии за спречување на насилството, така од прилика би можеле некако, според мене и според моето искуство, да го спречиме насилството. Врсничкото насилство врз основците средношколци. За да се направи тоа не треба да се биде професионален фотограф, аматер во секој случај тоа може да го направи, имајќи предвид дека мобилните телефони на сите сега ни се и на некој начин фотоапарати и тоа како може да делуваат против насилството од било кој вид. Па да, телефоните и сега новата технологија најмногу можат, бидејќи нонстоп се во нас, во джепот и што и да се случи, ние можеме да превенираме, да фотографираме и, не знам, да објавиме на интернет како апел или да се институциите да видат и да се вклучат во превенцијата. Фотографијата да даде поука на тие што вршат насилство и на тие што сакаат да го спречат насилството. Елена Шалевска, лектор на Педагошкиот факултет во Битола, заедно со Марија, презимето Стојановска, да, вие сте вклучени во јазичната работилница која што е во рамките на овој проект. Зашто се разговара? Всушност разговараме за тоа како јазикот и вербалното насилство кое произлегува од јазикот може да резултира со поголеми последици во училницата, за тоа како започнуваат конфликтите поради јазикот и како повторно со јазикот и со јазичните пораки со разговорот може пак да превенираме вакви работи или да реагираме соодветно кога станува збор за некаков вид на насилство. Низ нашата практична работилница при работа со групи во кои се решаваат конкретни примери на вербално насилство во училницата и надвор од училницата, нашите студенти и идни наставници разговараат, моментално внатре дискутираат за тоа како тие би ги решиле овие проблеми во улога на наставници, какви пораки би испратиле и што би вклучиле на еден постер како наставен медиум кој би стоел во училницата и би ги подсетувал учениците за тоа колку е важно да се внимава што се зборува и како зборовите можат да бидат и алатка за мир, но и алатка за војна или пропаст. Кога влегов во просторијата во училницата каде што ја држи таа работилница,
веќе дискусијата започната, студентите ве прашуваат. Да, мислам дека за некои од прашањата дури ни ние во улога на обучувачи не можеме да дадеме точен одговор, бидејќи проблемите со вербалното насилство во ова модерно време веќе не се толку едноставни. Порано можеби единствена форма на вербално насилство беше некого да навредиш и тука завршуваше приказната. Но во денешно време кога тука се вмешуваат социјалните медиуми, некои суптилни пасивно-агресивни коментари на социјалните медиуми, сите социјални мрежи, објавите таму, работата е значајно покомплексна, бидејќи насилството од училницата се прелева надвор во приватниот живот на учениците и на нивните профили на социјалните мрежи. И со тоа потребна е една сеопфатна интервенција, каде интервенцијата на наставникот веќе не е доволна и мора да имаме интервенција и од пошироката заедница, од родителите, но се разбира и да се работи на работилници, практични примери и наставни медиуми со кои би се зголемила свеста на учениците за тоа како нивното однесување во училницата, но и надвор од училницата може да влијае врз нивните врсници. Оно што само како за крај веќе го заклучаме дека и мене ми изненади бројот на студенти кои што се пријави, кои што учествуваат во сето ова, или на обраќањата, да се запознат за каков проект се работи, уште повеќе на самите работилници и добро е што се интересираат и што прашуваат, па и ако не знаете во моментот да дадете одговори како лица кои што ги држите работилниците, секако согласно тоа што често се гледате и комуницирате, ќе знаете да одговорите. Апсолутно, можеме да им посочиме на ресурси, на други работи кои би можеле да им помогнат во нивните дилеми, се разбира во понатамошни дискусии за време на предавањата, да се обидеме да решиме се останато. И мене ми е мило што студентите во толков број дојдоа и се надеваме дека и на следната работилница, која е наменета за наставници и студенти кои веќе дипломирале и веќе работат како наставници, ќе има исто толков интерес, бидејќи навистина веруваме дека само на тој начин може да се решат некои проблеми. Елена, благодарам за разговорот. Фрли поглед преку рамо ако одиш, сакам да ти бидам патот кој те води. Како суволи си згази ме под себе, ништо не грубо ако е од тебе. Пушти насмев меѓу прамени од злато, еден поглед меѓу трепки, ама длабок. Божев случајно забавено и филмски, само рака подај ми тајно стисни. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, со тебе под еден чадор да се стиснам, да сум среќен и ако на пола киснам. Како суволи се згази ме по себе, ништо не е грубо ако е од тебе. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. Крвта ми се бранува, твојот допир удира, како
како струјателно ми оживува. Почитувани слушатели, тука го завршуваме ова издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова Груеска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Ти и јас исто мислиме, по очи познавам. Како да те чувствувам, по мисливе те допирам. Дали ти и јас ќе бидеме коедно некогаш? Боли та тишина, а ноќта пак ме убива. Не треба да јас од памет, памет и сега знај ова срце во пламен, пламен и сега јас за тебе ќе се борам, сакам не дека морам, за мене ти си една. Не треба да јас од памет, памет и сега знај ова срце во пламен, пламен и сега јас за тебе ќе се борам, сакам не дека морам, за мене ти си една. Само една ноќ би можела да смени, само ти би можела да смениш се. За мене ти си една. Виде живот тебе јас во карантин, тин тебе. Не треба да јас од памет, памет и сега знај ова срце во пламен, пламен и сега јас за тебе ќе се борам, сакам не дека морам, за мене ти си една. Не треба да јас од памет, памет и сега знај ова срце во пламен, пламен и сега јас за тебе ќе се борам, сакам не дека морам, за мене ти си една. Укло ФМ Битола, април 2025 година. Укло ФМ 90,8.
Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk